Добро вечер, почитувани. Јас сум Јадранка Костова, како што знаете, во изминативе скоро 9 месеци уредник, водител или домаќин секој петок во ова отворено студио. Самиот тој факт дека петокот беше мој термин, еве по игра на случајност, се погоди дека јас треба вечерва со овој последен отворен појас да ја финиширам ова програмска шема на маратонско отворено студио. И за финишот планиравме уште пред неколку дена, и тоа го реализирам, мој гостин да биде Бојан Јовановски, прв човек на еден телевизија. Добро вечер. Ние првично планиравме малку околу програмата, телевизијата и сето тоа, но ти си постојано топ тема во одредени медиуми, главно во негативен контекст од колегите и од медиумите. Но сега морам, нешто ми е ме провокативно и ме интересира за старт. Ми рече, можеш што сакаш да прашуваш, спремен сум да одговарам на се. Ќе бидам искрен и ќе ви изненадам. И сега сум љубопитна, со што ќе не изненадиш? Ќе речеш, јас сум рекетар, на вистина, како што пишува. Прво, Јадранка, да ги поздравам сите гледачи на еден ТВ, да ти се заблагодарам за можноста да заедно разговараме во последниот ден на Отворено студио 1 од оваа телевизиска сезона. Да ги најавиме сите проекти и планови на телевизијата кои што треба да се реализираат со новата програмска шема од месец септември. Да зборуваме за сите актуелни теми, јас сум подготвен, да, јас така реков дека ќе бидам искрен, јас досега сум бил искрен на кого таму се допаднало, на кого не е дали прашање. мислиш дека искреноста, кога одредена категорија на луѓе има зациментиран негативен гард кон одредена личност, не говорам еве и за тебе конкретно или за било кој, искреноста може да допре? Ја мислам дека може да допре. Искреноста е најсилното оружје. Кога е некој искрен и кога има честни, искрени намери, кога знае да се ги признае собствените грешки, но исто така да ги предочи и тугите грешки, мислам дека тоа е вистинскиот пат и вистинскиот систем по кој што треба да се водиме. Не можеме да ги избегнеме и овие актуелни теми кои што се деновија, кои што се шират низ етерот македонски, интернет порталите и целата јавност. Но исто така не можеме и да заборавиме што се телевизијата како медиум и како најмлада телевизија во Македонија има постигнато за оваа измината година. Затоа сум тука. Да, јас си реков да ме прашате што сакаш. Затоа ми е и мене занимливо и провокативно. Јас наистина не знам што ти планираш да соопштиш нешто ексклузивно. Јас сум подготвен јас сум подготвен да одговорам на сите прашања. Јас сум подготвен поради тоа што ја не се огласувам често и никогаш не го употребувам овој етер за своја промоција. Многу ми не очекуваа на почеток дека јас ќе бидам секојдневно на оваа телевизија. Мене ова ми е второ или трето појавување на оваа телевизија во официјален термин. Што значи дека сум сакал да се оградам, колку и да сум сакал да се оградам од телевизијата, јас некако самиот по себе сум специфичен, свесен сум за својата специфичност. Привлекувам внимание кое што е малку повеќе веројатно од останатите, па така она што велиш ти кога ќе те катраносаат, потоа може се да се залепи со катран, се залепува се може да се залепи за тебе. Така да јас сум во моментов катраносан и може да се залепи за мене. Се, но така. Јас сум педантен човек и катранот ќе може да за бидам. Програмата за емисии за било што, но сега постојат сериозни обвинувања, не се нудат веројатно, него не се нудат докази. Се повикува Бранко Геровски во серија писанија во кои обвинува медиумски газда заедно со член на СДСМ дека изнудуваат и рекетираат поранешни, ама и актуелни функционери. Сите текстови се пишувани со некакви називи измислени, да. Па последниот беше Коки, Кики, Фрики, црно им се пишува, се бараат докази за рекет. Самиот наслов се бараат докази, говори како да нема докази, но има муабети и тоа не знам колку допреле до тебе и пред тие писанија.
До мене е допрено се, јас сум човек кој што е прилично информиран. Дали си ти Коки, газдата на Јас сум медиумите? прилично информиран и до мене допреле сите овие, не допреле во смисла да ме повредат, туку допреле во смисла на тоа дека ги знам. Ги пратам и нормално. Бранко Геровски е читан новинар кој што со години почитувано перо ке нас и за истиот можам само да кажам дека бил радо виден гост во оваа телевизија. Така, И нормално дека го читам и дека сум упатен во она што го пишувал. Во однос на Се препознаваш, предпоставувам. во однос на приказните за Коки, Кики и сите останати. Дали си Коки? Дали Бојан Јовановски е Коки? Знаете Газдата за како, кој... ако сакаме сега да бидеме неискрени и да се лажеме меѓу себе, јас можам да велам овде до утре сабајле дека јас не се препознавам, Геровски нека напише кој е, јас да му олеснам и на Геровски, да олеснам и на јавноста, да, јас сум оној за кој што пишува Геровски, за кој што во изминатиот период се изречени сериозни лаги за многу сериозни обвинувања. Но ти не реагираше, веќе беа неколку писанија, до сега не реагираше изминатиот. Мене си сега нема да реагирам во однос на тоа. Добро, но јас сметам дека... Геровски е новинар кој што тоа му е задача легитимна да цел пишува. е да се пишува за јавните личности и сопственици на Јас сум медиуми. свесен дека Македонија е устари едно општество кое што е многу интересантно од причина што ние живееме за афери. Ние живееме за крв и за месо. Ние кога ќе велиме бараме правда, ние не бараме правда, ние бараме крв. Ние сме такво општество. Само да се Добро. види крвта, па подоцна дали правдата ќе биде истерана, тоа веќе забораваме што е започнато. Него само гледаме во моментот да се задоволат страстите на ова сензационалистичко општество. И јас тоа го разбирам како проблем на менталниот склоп на ова општество. Од друга страна, околу текстовите и сите тие обвинувања, јас некако се да се бранам во однос на тоа да кажувам не, јас тоа не сум го направил, не, јас тоа не сум, мислам дека е премногу несериозно од моја страна за измислени приказни на новинарот Геровски, да јас тука се Добро, тој објаснувам. не ги измислил, значи чаршијата зборува и тој ги пренесува. Да, кој ги измислил? Дали тоа е вистинскиот начин? Имаш ли индиција од кој центар, ако велиш дека се измислени приказните? Од кој да е центар? Имаш Кој да ги некакви... измислува приказните? Јас ви гарантирам дека ќе завршат неславно. Поради тоа што сум прилично уверен во ова што ви го зборувам. Но таму не е обвинување за еден случај, значи цел серијал Сега везно. ние можеме овдека да ги расчлениме сите овие Добро, обвинувања. ајде така да одиме. Ние можеме да ги расчлениме и да тргнеме ред по ред и да ви објаснам на секој прашање. Денеска имаш и претеничко прашање до премиерот Зоран Заев, нели околу тоа Кики Коки писанијата. Премиерот Заев кажа дека се води истрага, дека сака да се расчисти сето тоа, но потоа од основното јавно обвинителство појаснија дека испитуваат дали има елементи на кривично дело. Значи, не е дојдено до таа фаза истрага. Сметаш ли дека може би тоа е начинот да се расчистат овие работи? Тоа што денеска имало претеничко прашање и тоа што одговорил премиерот Заев дека тој има желба да се расчисти сето ова е една страна на приказната и е тоа негова лична обсервација и желба. Јас имам 10 пати поголема желба и во овој момент ги повикувам сите институции, почнувајќи од ОЈО, до сите надлежни други институции кои што се занимаваат со оваа проблематика, веднаш да ги земат сите овие елементи и веднаш да истражат се до самиот крај. Тоа е вистинскиот начин како може да се покаже дали дали има елементи на сторено кривично дело или нема. За стореното кривично дело опишано во Кривичен законник по член 258, тоа е изнуда, се вели дека лице кое што сака да прибави за себе или за некој друг противправна имотна корист и кое што ќе се служи со примена на некаква сила и на тој начин да изнуди материјална корист, тој направил кривично дело опишано како изнуда. Така, но овде се спомнува, например... Јасно, каква изнуда? Многу стана интересно да се кажува рекет, онаму каде што нема рекет. Мене како собственик на медиум
Ја не сум знал дека волку е тешко во Македонија да се биде собственик на медиум. Поради тоа што овдека се научени оние телевизии кои што беа укотвени на ова тло да бидат телевизии, они се недопрени, нели имавме разни ситуации каде што можевме да видиме влијание на разни новинари и собственици на медиуми во бомбиве што беа пуштени, но тие се тие и оните не треба да бидат чепнати. Ние како телевизија не се занимававме со ниеден друг медиум во изминатиот период. Премногу е некако невкусно да јас сега земам, апропо новинарот Геровски, или јас да давам квалификации за новинарот Геровски, поради тоа што нити јас сум колега на Геровски, нити па мене ми личи да го квалификувам, да го оценувам, Така. или да давам Но суд за него. Поважни се работите Или што замислете што се да земам изнесуваат. јас, да зборувам сега за Геровски, да најдам некаков псевдоним кој што ќе личи на Геровски. Тој мене нели во своите текстови ме опишува како ботоксиран фрик. Има тука многу говори на омраза, но јас не сум повторно повикан тука, нити пак можам да судам за неговиот говор на омраза. Имате асоцијации вие новинарски кои што треба да се Така. позанимаваат со сето тоа. Не и се. Но ќе Ако- беше невкусно јас да. да земам сега да го измислам неговото име и да натерам, односно да седнеме ние овдека во нашата редакција и пишуваме за тоа како Геровски имал 6 или 7 станови, што прави со своите станови, Така, сето тоа. но- Тоа е невкусно и не сакам да се занимавам со сето. Ја не би говорила дали е вкусно или невкусно. Таа форма во која преку приказни се изнесуваат сериозни обвинувања, доколку помине, а се гледа дека поминува, дојде и до пратенички прашања. Мислам дека е многу опасно понатаму дека секој медиум, сите ние Можеме да го во тој ни стил даде, да, така да, ни даде и Геровски. секој од нас да биде во таа приказна, но и секој од нас за некои други. Иако, како што реков, како собственик на медиум, легитимна цел е Како да се собственик на пишува за медиум, тоа. јас морам... Јас за формата само Така, реагирам. јас морам да разговарам со клиенти за телевизија и системот во оваа компанија да функционира. Тоа значи дека јас, ако влезам во преговор со некаков клиент кој што треба да се рекламира во оваа телевизија, практично јас сум рекетарот. Тоа значи сега дека... ме подсети пред приближно 4 месеци, кога не собра овде надворешните соработници, уредници, некој сугерираше покрај маркетинг оделението што функционира, некој сугерираше дека треба ти да разговараш со големите компании и сега се сети во моментов и ти рече, ако јас отидам, веднаш ќе биде дека рекетирам. Да, така е. И јас морам да си работам својата работа, да се разберем. Оваа телевизија мора да продолжи да функционира. Што се случува? Се случува сега една општа хајка, која што е оркестрирана од кој центар, од која личност, поради кои интереси и чиви интереси, времето е најдобар показател да покаже. Како што реков, јас инсистирам органите на прогонот во оваа држава сите своји можности, сите своји надлежности да ги употребат при расветлување и расчистување на оваа папазјание кое што се случува и овие оркестрирани атаци кон еден ТВ. Но да не заборават сите овие кои што секојдневно вршат притисок врз овој медиум, врз вработените во овој медиум, дека откако ќе се докаже дека сето ова бил еден балон, Сигурен си, убеден си? убеден, полн со невистини, балон полн со невистини, дека ќе мора некој да понесе одговорност поради тоа што телевизијата секојдневно трпи штета. Медиумот трпи штета Вчера покрај беше- угледот, Добро. така и финансиска штета. Вчера Поради тоа беше што имавме една... информацијата дека е блокирана сметката. Па добро, и била блокирана и... Но Што е вчера, страшно? Да, еден колега говореше за една друга телевизија колку често се блокираат сметките и се деблокираат. Но каква штета претрпе телевизијата од тоа? Има штета? Ако во оваа земја е вест дека сметката на еден ТВ е блокирана, треба да се запрашаме ние како општество
и сите овие сериозни медиуми, ај за несериозни портали кои што приживе, нормално е, читано ќе им биде, али за сериозни национални телевизии со тоа да отвараат вести, тоа треба да се запрашаат самата уредувачка политика во таа медиумска куќа, докаде стигнато тоа. Ако тоа е вест, повторно ќе ви кажам, ние треба да се запрашаме. Еве, што не натера вчерашниот притисок да правиме? Требаше на најниско ниво ние да вадиме докази од тековната состојба на телевизијата и да ги покажуваме во нашите вести на екран, да докажуваме дека ние не сме блоки, дека ни е сметката активна. Па јас по голема мизерија немам видено тоа. Но сега Значи ние она што и самата ти Но ми го те кажа, дека прашуваат ние ќе мораме кој ќе ти испрљаат со калта, мораш ти да влезеш у калта, да се и секако издегуваш Бојан, испрљан. ова ми дојде. Вработените? Во една група што уредничка што сме во месенџерот, дури и колегите, фактот дека сериозни медиуми ја јавија веста, прашуваат дали сме, значи се посомневаат дека е така. Ама Јадранка и ти еве да е неколку така. пати велеше. Јадранка, ние сме имале Значи неколку се лепи часовна... тоа, се лепи. Пардон. Сме имале неколку часовна блокада од УЈП. Сме сакале да Зошто е направиме блокадата? репрограм. Тоа ги води Јасна Мандич, директорка Добро. во телевизија, ги води финансиите. Ја не сум многу вичен, поради тоа што околу финансии не сум многу вичен за да ви објаснам стручно. Но, колку што имам познавање, имам доволно, репрограм за плаќањето на нашите обврски кон УЈП, односно кон плаќањето на данокот. Тоа го прави секоја компанија. Сме сакале да ги платиме средствата на рати. Поради тоа што се собрале, на нас ни доцнат со исплаќање на фактурите. Има компании кои што доцнат со уплатата на фактурите во оваа телевизија. Ова е сериозна борба која што јас ја водам овдека. Не е едноставно да се води медиум каде што имате 100 и повеќе вработени. Што вработени во редовен неработен однос, што хонорарци. Затоа посебно ќе разговараме како се платени луѓето овдека. И тоа сме, значи неколку часовна блокада сме имале од управата за јавни приходи. Потоа, поради целиот притисок, ние решивме да не одиме на таа опција да го платиме долгот кој што го имавме кон УЈП на рати, туку го плативме веднаш. И јас требаше цел ден да пројдеме ние и менеджментот на телевизијата да се објаснуваме дека нашата сметка е активна. Така. Секојдневно во Македонија имате стотици и стотици компании кои што се блокирани поради XY причини. Да, ми објаснија и други. Но тоа не е вест. Ајде, замислете вие сега ние да земеме на вести и да објаснуваме колку компании во текот на денот, дали УЈП, дали од други причини, некакви должничко-доверителски, некој ги блокирал. И што ќе се сведе тоа муабетот на рекла казала? За жал, се е сведен на рекла казала. Вчерашниот пример, нормално дека ствара забуна и кај вработените во телевизијата, и кај клиентите. Околу штетата за целата оваа хајка, ќе зборуваме Така. што веќе за конкретно. Денеска во она што го кажа премиерот Заев од собраниската говорница на пратеничкото прашање на Антонио Милошовски, тој за еден случај рече за околу актуелната градоначалничка од редовите на СДСМ се препознава дека станува збор за Битола, дали случајно или не испушти дека е од Битола, и било побарано да се даде локација за градба, бесплатени комунали и дека било одбиено. Не. Еве јас ќе ви објаснам, не мора никој да шпекулира. Мислам да почнеме од тоа кај што рече дека е потврдено, но тоа не е дозволено. Што точно ли е што ти си барал, а и Еве, вака. со коки, кики или Не. Да, значи да бидеме сериозни, ова е капитален проект кој што беше планиран и се уште е планиран за општина Битола. Добро. Тоа нема врска со телевизијата. Прво, колку се неинформирани. Ова се случува во месец ноември 2017 година, кога еден ТВ не ни постои. Тука почнува да се имплементира проектот Европски комплекс за возрастни лица и мобилен сервис, проект кој што го подготвува и го имплементира Меѓународен сојуз Скопје заедно со чинители од приватниот сектор, односно со потенцијални инвеститори кои што подпишуваат договор помеѓу Меѓународен сојуз Скопје и компанијата
која што постанува стратешки партнер во реализација на тој проект. Меѓународен сојуз Скопје формира Тоа е платформа, невладината организација, каде што си прв формира човек. платформа, проект кој што е поврзан. Тоа беше Европска година за стари лица, по некаква анализа направена дека не само Македонија, туку во цела Европа има недостаток на места за старечки згрижување. доми, за згрижување. И имаме фантастичен проект, кој што беше планиран првиот европски комплекс да биде реализиран во Битола. Нити е побарано бесплатна локација, нити е побарано било какви други поволности. А што е побарано? Побарана е пренамена на веќе постоечко купено земјиште кое што е во сопствеништво на компанијата Пелистер од Битола. Меѓународен сојуз Скопје има склучено договор со господинот Силјан Мицевски, собственик на Пелистер, ГП Пелистер од Битола, кој што требаше да го реализира заедно со Меѓународен сојуз овој проект. Во проектот требаше да има 385 легла за 385 пензионери, планирани пензионери кои што треба да бидат странци, кои што ќе се менуваат на 3 месеци, значи практично еден здравствен туризам, развој на здравствен туризам во Македонија. И зошто ве одбија? Никој не одбил. Не. Значи, тоа се дезинформации. На веќе постоечко купено земјиште од страна на ГП Пелистер пред 12-13 години, тоа не е сега купено. Видовме дека е тоа соодветно инвеститорот, односно стратешкиот партнер ГП Пелистер, одлучи дека сака да гради тамо. Она што ние бевме да го разговараме со градоначалничката беше пренамена. На тоа место каде што требаше да се гради пензионерскиот дом во Битола, според намената, според урбанистичкиот план на општина Битола, било планирано да се гради стамбена зграда. Сега да не погрешам на 3А2, тоа да не ги помешам кој е што. Ние побаравме, значи човекот има на тоа место да се изгради зграда и да се продаде станови. Пелистер, ГП Пелистер од Битола. И он вели не, на ова место, поради тоа што е адекватно се наоѓа во шума. Јас сум бил 2 пати. Во прилог на тоа имаме и фотографии од средбата со градоначалничката на Битола, како сме биле пречекани, како сме разговарале. Побаравме пренамена, односно ГП Пелистер побара пренамена и Меѓународен сојуз во интерес на проектот, поради тоа што ова инвестиција која што е 10 милионска. Во таа инвестиција, еве ќе ви открием детали од бизнис планот и бизнис моделот. Според бизнис моделот требаше да има минимум 198 вработени лица, од каде што минималната плата за, ќе ви дадам пример, за чувар беше планирана да биде 400 евра. Целиот бизнис модел беше направен по европски стандарди, не типични за условите во кои што работат другите компании. Добро, до каде е ова процедура, да забрзаме да речем? Така. Процедурата е тера се уште општината заедно со ГП Пелистер од Битола, доколку не може на тоа место, ние сме свесни дека тоа ќе го направиме во на некоја друга локација соодветна. Нити сме барале Добро. Бесплатни комуналии, напротив, ГП Пелистер има платено комуналии за оваа локација. Веќе однапред авансно ги има платено комуналиите. Така, добро. И практично ние немавме никаков проблем доколку се случеше пренамената да го реализираме сето ова. Но сега, да придеме кешот, кај што се спомнува. Така, истиот овој проект требаше да биде реализиран и во Скопје, во општина Карпош, каде што сите нели ме поврзува и со името на Стефан Богоев, со градоначалников на Карпош, поради тоа што сме имале приватни релации и точно дека ние сме сакале да бидеме да го направиме тој проект со Dream Building од Струга компанија. Исто поради тоа не наоѓање на соодветна локација. Тука не сме нашле соодветна локација која што требаше да биде купена од страна на стратешкиот партнер. Ќе го реализираме на друго место, во друга општина, на соодветно. Така. Сега, се спомнува и денеска беше споменато, кеш 200.000 евра, тоа е изнуда, нели, од поранешен градоначалник и стопанственик. Дали е, предпоставувам, поранешен градоначалник стопанственик станува збор за Тинекс, Владимир Тодоровиќ. Какви се твоите контакти? Професионални. Најпрофесионални. Така сега. Добро, зошто некој би пуштал вакви муабети? Јадранка. Мислам, многу е јасно зошто. не може никој од страна да тврди, нели, кој биле на лице место, ќе го знаат тоа. Прво за мене, јас сите овие години кога сум работел и естрада и шоу бизнис,
сум слушнал се и се што. Само една работа која што ќе биде подскокнување од темата, додека сум работел естрада, сум мислел дека тоа е најголемото дно. Но сум се излашал. Постоело и поголемо дно. Медиумскиот бизнис. Постоело и поголемо дно, нема да кажем што е. Добро. Во однос на водите дека мене Владимир Тодоровиќ Тинекс ми дал 200.000 евра, се апсолутно неточни. И ги отфрлам целосно. Но Тинекс Како се грозни огласува шпекулации. овде во еден ТВ. Компанијата Тинекс има подпишано годишен договор со еден ТВ Доел Скопје за една година промоција, рекламирање, маркетинг услуги и пиар услуги. Секојдневно на програмата на еден ТВ може да се видат рекламните спотови на компанијата Тинекс и кампањата помеѓу еден ТВ и Тинекс, која што работиме секоја недела. Кога го подпишував договорот со Тинекс, имав еден услов. Тој услов беше дека ние ќе треба да имаме донации во заедничка кампања помеѓу нас и Тинекс и На социјално од загрозени детектирани да наши така. случаи, да, луѓе во социјален ризик, да им доделуваме бесплатно користење на храна и производи од Тинекс маркети. И ние со најголемо поздравување и со најголема меѓусобна почит го започнавме и така и ќе го завршиме нашиот договор. Не постои никаков проблем помеѓу компанијата Тинекс и еден ТВ, нити пак постои проблем помеѓу мене и Владимир Тодоровиќ. Шпекулациите од каде доаѓаат, можеме ние тоа да го разговараме. Па добро, предпоставувам дека можеш да размислуваш од кој центар доаѓа, ако велиш дека тоа не е точно. Тоа може или некој што го дава кешот да зборува, или некој да пласира. Мислам, Но дали не си... постоел кеш. А Бојан, дали си се јавил да го прашаш Да. за... И што вели? Да, јас разговарав со Владимир и он минатата недела се чув, го прашав што се случува и дали има некаков проблем помеѓу нас, он не знаеше за што станува збор. Ми рече дека такво нешто не постоело. И во интерес на вистината, секогаш може да се праша и Владимир Тодоровиќ или било кој друг повикан да застане и вака јавно, транспарентно, гласно и јасно да ја каже вистината. Немаме проблем со вистината, имаме проблем со невистините, полувистините. Она што е најстрашно Добро. е кога на една точна работа ќе се налепат 7 неточни. И затоа потоа приказната Така. продолжува понатаму. Сум пишувала на таа тема, велат на тајната полиција методите биле, читав од еден агент кој кажуваше на просториве на Југославија, методот, ако сакаш да дискредитираш една личност, се користи методот на, го нарекуваат пита лајнарка. Демек, зимаш еден точен податок, 2 полувистини и ќе налепиш 3 лаги. Да. И многу тешко можеш да излезеш од тоа. Но, зошто сега вака логично се трудам да размислам. Во телевизија, искуството, јас работам во Фокус, нели? Искуството на Фокус со Тинекс, кој се огласуваше во Фокус, на кога излегоа неколку, кога беше градоначалник, текст кога се протестираше нели против него, ја прекина соработката и забрани да се продава Фокус во Тинекс. Јас имам чувство дека добар еден дел од компаниите и бизнисмените огласувањето по медиуми го сваќа како начин да се купи љубовта на тој медиум. Сега, овде... Јадранка, да бидеме ние целосно искрени. И, за жал, тоа постоело многу пред еден ТВ, дека на тој начин компаниите сакаат да се заштитат, сметајки дека нивните некакви прљави или нечесни работи нема да бидат објавени на медиумот, доколку се рекламираат на истиот. Но овде имаме поинакви примери. Во оваа телевизија. Во која смисла? Па имаме поинакви примери, поради тоа што имаме огласувачи на оваа телевизија, а вие како новинари не добивте во ниеден момент никаква забрана. Јас лично петок кога сум, морам да признам дека не сум добила никакви забрани, За но ние ниеден не случај... симуваме ништо, се што е актуелно сакаме да му дадеме Па простор. тоа велам, нити било забранета некаква тема, нити некого сме поштедиле, нити пак некого намерно сме оцрниле. Но еве каде се плете по моја сега некаква логично се обидувам да дојдам од каде некој влече, ако велиш невистини дека се, ги плете приказните.
Овде се огласува покрај Тинекс, компанијата на Јордан Камчев, Пелистерка, сите тројца сопственици се под истрага на специјалното јавно обвинителство. Да важиш за пријател или близок, не знам во која релација ќе објасниш со специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. И од тука се плетат приказни дека рекетот се прави, дека поседуваш некакви снимки. Ма какви црни снимки? Дајте малку да бидеме сериозни. Нити поседувам снимки, нити би посегнал по снимки, нити сум ја вистинскиот човек кој што поседува снимки. Јадранка. Ајде прво за Катица Јанева да Дај Боже објасниш. ќе одговорам Да. за Катица Јанева со задоволство. Дај Боже во Македонија да се расчистат големите криминали. Па подоцна да стигнеме до Еден ТВ и до Бојан Јовановски, доколку направил било какво кривично дело да одговара за истото. Немам проблем да одговарам доколку сум направил било што е противзаконски, но не сум направил. Во однос на Катица Јанева, знаете како, роднините не можеш да си ги одбереш, но пријателите можеш да си ги одбереш. И јас сум среќен што сум одбрал пријатели какви што сум одбрал. Некојаш грешиме во изборот на пријатели, но кога ќе увидиме дека сме погрешиле, се дистанцираме од луѓето. Но кога ќе видиме дека сме направиле вистински чекор со некакво пријателство, остануваме и го негуваме тоа пријателство. Нити мене ми е забрането, нити јас сум државен функционер, нити пак треба да се зборува за моите средства од каде се, и тоа ќе објасниме. Доколку Би требало, затоа што нели се врти дека немаш трансакцијска, дека И тоа ќе го објасниме. Но да се задржиме сега на ова. Така да јас своите пријатели, јас сум не ми е забрането да бидам со никого пријател. Синот на Катица Јанева работи во Синот на Катица Јанева е телевизија. вработен во оваа телевизија. Да, се дигна и Лазар за тоа Јанев. джива, но за мене е пострашно пат- синот да го вработи во државниве служби. Така. Прв Ова е пат да ви приватна објаснам за компанија. Лазар Но- Јанев, дека е вработен тука од месец ноември 2017 година. Во однос на споменатите компании, Добро. Систина, Тинекс, Пелистерка, имам да ви го кажам следно. Систина има договор подпишано за 1 година рекламирање со телевизија во месец септември 2017 година. Тинекс исто така со новата програмска шема минатата година кога започнавме, така започна да се рекламираат и овие компании. Во однос на Пелистерка, јас сум меѓу другото и личен пријател со сопственикот на Пелистерка Дејан Панделевски, за кој што сметам дека е исклучителен човек. Дали они имаат проблем со СЕО, дали имаат, прито Дејан нема проблем со СЕО, него тоа тамо беше неговиот татко. Јас луѓето не ги делам нити по политичка партија, нити пак по основ на тоа дали некој со некого има проблем. Сакам да поентирам. Да. Дека Систина ви реков септември, Тинекс септември, Пелистерка има во месец јули договор со телевизијата. Минатата година во јули месец започна да се рекламира во оваа телевизија. Дали некој барал од тебе да влиеш, нели, за предметите во СЈО? Затоа што си близок пријател со... Па не. Можам да кажам следново. Јас како медиумски застапник на компаниите што ги зборуваме, дека јас не ми е забрането да зборувам со никој од нив. Се дал мене некој од тие ме снимал, при тоа што има нели има шпекулации. Бојан, ми сигнализираат дека треба да се пуштат реклами. После рекламите за сите други шпекулации. Да, сакам да те прашам затоа што постојат некакви исто чаршиски муабети од некои особи кои се блиски до Камчев, кои велат низ градов Дека ме дека снимал. те снимал. Но ајде да ги Ќе видиме. ги разговараме и тие. Да видиме рекламите, па продолжуваме. Еве ме повторно во студиото. Го продолжувам разговорот со Бојан Јовановски, првиот човек на Еден ТВ. Пред рекламите застанавме околу оние исто чаршиски муабети дека Јордан Камчев те снимал, штом те снимал нели во некакви непристојни предлози, или рекет, како да се каже, другите верзии од тие чарши... Значи, дојдовме до тоа дека чаршиските муабети ни стануваат сега главни, но дека куферчиња пари, кеш ти давал. Какви ти се релациите со Камчев? Јас Јордан Камчев го познавам долги години.
во изминатата година соработуваме, како што нели ви споменав, се рекламира на оваа телевизија. Но само можам на ова прашање да ви кажам дека мене, како негов медиумски соработник, како негов медиумски застапник, не ми е забрането да се гледам. Јас сум се гледал со Јордан Камчев во време кога излезе од затворскиот притвор за случајот Империја. И тоа е точно. Околу фамозните приказни за куферчини, за сето тоа ги отфрлам како целосно невистините. За тоа дали ме снимал Јордан Камчев, тоа се знае најдобро Јордан Камчев. Во однос на тоа, што можам да одговорам за нешто што не сум го видел, снимал, што би... ништо. Доколку има такво нешто, прво е направено незаконски, и тоа е исто така кривично дело, и доколку дојде до такво нешто, нормално дека во свое време ќе го дадам соодветниот одговор, но само можам сега од оваа дистанца да ви кажам дека ништо што е противзаконски, нити пак било каква злоупотреба на било каква моја лична пријателска релација и односно злоупотреба на некаква институција за прибавување на нешто, да било од моја страна пласирана кон него, не постоело. Така, не се доискажа преска за синот на Катица Јанева, кој работи овде, почна за Лазар. Да, ви кажав, значи Лазар Јанев е вработен, зборуваме за еден квалитетен дечко кој што има завршено правен факултет и кој што е исклучително солиден и исклучително одговорен за својата позиција во менаџментот на оваа телевизија, во правниот сектор. Педантен, кој што педантно си работи својата работа. Мислам дека секој би требало да посака таков човек да работи во неговата компанија. Тоа е една работа. Втора работа. Зошто е забрането Лазар Јанев да работи во приватна компанија? Ова не е државна институција. Да, реков јасно, ете, реакциите си и тоа. Поврзувањето е затоа реков... Поврзувањето е дека јас и преку Лазар Јанев и Катица сме ја користеле за злоупотреба, односно сме злоупотребувале за прибавување на клиенти во телевизијата. Не сме го правеле тоа. Во оваа телевизија, доколку сме тргнеле тоа да го правиме, има огромен список и сме требале до сега да направиме партал. Јас излегов Јадранка, најсериозен фактор во држава. Колку што сум бил лице за подсмев поради својот имидж, поради своето минато, и сега одеднаш станав, од кога видоа дека телевизијата не е тралалајка телевизија, туку е со сериозни новинарски имиња во кои што јас сум инвестирал многу труд, сум инвестирал средства, сум инвестирал желба и идеја. И од кога видоа тоа, видоа дека не сум тралалајка телевизија, дека ова е сериозен медиум, па подоцна почнав да им сметам на овие големите. Јас сум свесен дека им сметам. И свесен сум дека ќе бараат причина повеќе да ме дискредитираат, да ме контаминираат до онаа мера да тебе, на било кој друг, му биде непријатно и срам што работи во оваа телевизија. И тоа да му пишува биде... дека треба, срамно е воопшто, да, нели, да му биде се непријатно што седи во пријателство. мое друштво, Да. што можда не баре човек убив, не баре, не знам, државата е оштетив, јас сум многу среќен човек. Што никогаш во животот не сум злоупотребил ни едно денарче од граѓаните на оваа земја. Еден денар, нити оваа телевизија, нити било кое мое работење пред телевизијата, имам проневерено или земено едно единствено денарче од граѓаните и од буџетот на Република сега Северна Македонија. Не постои такво нешто, многу среќен човек. Нека се запрашаат оние кои што со години се финансирани од граѓаните на Република Македонија. Нека се запрашаат оние кои што си делеле и си делат тендери меѓу себе. Нека се запрашаат оние кои што на штета на граѓаните се обогатиле. Нека се запрашаат оние кои што кроз разни финансиски малверзации повторно на штета на граѓаните се збогатиле. Јас немам за што да се запрашам, немам од што да се плашам. Јас криминално досие немам позади себе. Мирно спиеш? Јас мирно спијам од причина што вака се да ти објаснам, Данка. Во ова време невреме тешко кој мирно спи. Па не спијам ни ја мирно. Мислам дека е непријатно. Овдека има стотина луѓе вработени кои што кога ќе влезам во оваа компанија, половина ме сакаат, половина ме почитуваат, половина се резервирани и сето тоа е во ред.
Но јас пред тие луѓе треба да искочам со чист образ и од први до пети треба да земат плата. Така, сакам тука да објаснам, да. Таа плата ја земаат од првиот ден од постоењето на еден ТВ. Тоа не може да нема ја што да го зборувам, тоа си има списоци официјални, каде што се покажува дека сето овде е легално на трансакцијска сметка, секоја уплата земена, секоја плата. Овдека се плаќаат даноци за вработените и сите давачки за секој вработен. За сите вас кои што сте хонорарци се уплаќа преку Македонска авторска агенција. Тоа сакав да кажам. Мојот ангажман од минатата година, договорот е испочитуван, ја имам, јас еве за себе си можам да зборувам, максималната слобода во избор на теми и гости, и согласно договорот, хонорарите се исплаќаат, јас сум вработена во Фокус, јас само еднаш неделно нели соработувам преку авторска агенција со платени давачки. Да. И знаете ли колку е лошо на вработени овдека имате млад свет кој што е вработен, млади новинари. Јас преска ми беше полно срцето кога ги видов од 5 часа од отвореното студио, кога беа сите собрани. Гледката беше прекрасна. Млад свет кој што ќе се запраша дали е на вистинското место. Поради сите овие, целата оваа хајка која што се случува. Сакам покрај гледачите кои што ме гледаат во моментов, да ги уверам сите вработени на еден ТВ. Дека јас не сум човек кој што лесно се откажува. Од својата идеја, од добрата мисла и од вистинскиот пат кој што годам. Мојот пат трнлив, бил трнлив, и ќе биде веројатно трнлив, но научен сум. Да им дадам едно уверување дека се на вистинската страна и дека еден ТВ ќе се потруди да ги преброди сите овие случувања, онди да останат на висина на својата задача. Која е разликата помеѓу еден ТВ, ќе ми дозволите само Не ве дозволувам. Помеѓу еден ТВ и другите. Ние можевме да почнеме да зборуваме веднаш како не напаѓаат, така и ние да ги напаѓаме. Да не бидеме во дефанзива, да не бидеме ние као спокојни, туку веднаш офанзивно и ние да ги нападнеме сите други медиуми. Па и ние да зборуваме за капиталот на други собственици на медиуми, поради тоа што секој друг собственик на медиум има уште 5-6 минимум пропратни бизниси, кои што не се сите така честни, Дранка. Овдека невинни под ова тло и нема. Но ова ги мотивира. Од каде пари Боки 13-ка? Телевизијата е скапа играчка. Прво, Се ширеа шпекулации. Да. Кој се стои за телевизијата, па тука се менува разни имиња на бизнисмени од онде, од овде. исто како што сум го купил јас Фокус, исто да. така има и други. Така, ние го прашавме, да, беше дека ти и Енвер Маличи сте го купиле Фокус. Кога го прашавме Енвер Маличи дали инвестирал во телевизијата, рече колку во Фокус. Да. Значи не е Енвер Маличи, не е никој, да се разбереме вака. Ако јас сум сакал на некого да се правдам и на јавноста да се правдам од каде ми се средствата, до сега не сум го правил тоа од причина што сум сметал дека е невкусно да зборувам за собствените средства. Доколку било која институција влезе во било каква постапка истражна да побара од каде се моите средства, како е направена телевизијата, ќе види една кристално чиста состојба. Во телевизијата собственик 25% е Миле Јовановски и јас не сум поради тоа што мојата трансакцијска сметка е блокирана. Блокирана е поради тоа што сум имал на времето некаков судски спор со XY особа и од таа причина јас сум блокиран на мојата трансакцијска сметка. Името на телевизијата, односно собственик на телевизијата Миле Јовановски заедно со Јасна Мандич. Средствата моето семејство ги има уште многу поодамна. Првите средства со кои што ние фамилијарно сме располагале е 2003 или 2004 година, кога беше денационализацијата актуелна во Македонија, првата тура на денационализација, моето семејство, за враќање на имотот каде што е стационирана ФАС 11 октомври, има во тоа време добиено прилично добра бројка на средства за денационализацијата поврзана со таа локација што ви ја спомнав, 11 октомври. Тоа место припаѓало на семејството на мојата мајка. Хартиина вредност тогаш има добиен од мојот покоен дедо, Љупчо Лазаревски, кој што подоцна
ги распределува на мојата мајка, остава за него, за баба ми, за дедо ми и на мој двојко. Потоа имаат имот моите родители, мојот татко има на друго место имот, имам и други постапки за денационализација, јас измина труд од 15 години, јас сум работел и на телевизија, сум имал своји настапи, сум имал свој начин за заработка, сум имал и своји проекти кои што не биле во Македонија, биле поврзани со човекови права, кои што сум ги работел неколку години. Моите средства, Јадранка, не се спорни. Предлагам и уште еднаш апелирам. Ги охрабрувам и ги повикувам. И основното јавно обвинителство и сите други релевантни институции да го истражат овој случај, да ја истражат целата оваа хајка, да го истражат целиот овој атак и врз мене и врз медиумот. Ова е притисок за медиумот поради тоа што со вакви притисоци медиумот секојдневно трпи и добива штета. Колегата Саша Ордановски има една теза. Дека целата хајка е оркестрирана од еден центар, а целта повеќе се премиерот Зоран Заев и Катица Јанева. Имаш контакти со премиерот Заев? Јас со господинот Заев имам релација која што е исклучително професионална. Ја се познавам со човекот. Како што во оваа земја се познаваме сите меѓу себе. Но дали често контактирате? Јас со Заев се познавам исто како што се познавам со челни луѓе на ВМРО ДПМН. Имам пријатели од СДСМ, исто како што имам пријатели во ВМРО ДПМН. Кирацовски ти е пријател? Ми е пријател Кирацовски, ќе ми биде пријател Кирацовски. Зошто да ми биде? Тоа е поентата на целиот овој разговор, дека со оваа хајка сакаат луѓето да видат дека јас сум инфициран и дека сум заразен и дека можам да ги заразам другите. И дека е опасно да се биде... Дека е опасно да се биде во моје друштво. Не, јас не сум толку опасен колку што ме прават. Јас просто се прашувам себе си дома кога гледам што се случува, викам дали сум ова ја, па во дадени моменти си викам толку ли сум мокен. Трета работа, јас сум свесен дека позади себе имам направено добри дела. Една работа само морам да ја споменам, а се заборава. Кога веќе ги интересираат сметките на еден ТВ. Кога интересираат новинариве како се финансираат и кој колку плата зима. Во текстовите на Геровски има нели кој колку плата зима и дека вие зимате, ве нема на платен список. Да, ние сме преку авторска, но зошто треба јас да излегувам во јавност, да објаснувам институциите? Не е вкусно. Тоа е многу невкусно и не е во ред. Исто како што ние сега, замислете јас да го искористам овој простор или да ја злоупотребам телевизијава и секојдневно да ги објавуваме нечестните игри на новинарите како за некакви пиар текстови во медиумите каде што, печатените медиуми каде што биле, зимале средства, кеш исто од средства. Ова со рекетариве ви е, Јадранка, исто како она пословица со крадецот. Крадецот вели, фати го крадецот. Рекетарите зборуваат за рекетари. Но повторно ја нема да се бавам со тоа. Само една работа. Кога веќе ги занимале сметките на еден ТВ. Не знам зошто не виделе дека ние сме единствената телевизија која што на својот покрај платен список на вработени имаме платен список на луѓе кои што ние им даваме месечен доместок во вид на донација, луѓе кои што се во социјален ризик. Тоа како компанија? Да, како или компанија. Преку меѓународниот сојуз? Не, као еден ТВ, као компанија. Тоа ние не сме го кажале, ние не се фалиме со тие работи. Ние сме проценили дека сакаме на некого да помогнеме. Да не заборавиме дека еден ТВ се има откажано неколку пати од месечни надоместоци од клиенти за добробит за здравје на некое дете или било што. Се не сакам да ги именувам луѓето. Добро, тоа е и оддело на програмата. Околу рекетот сега се присетив дека би сакала за инсайдер проектот. Околу Заев ме прашавте. Ние важиме и се шири тоа дека ние сме провладина телевизија. Нас само штета ни носи тоа. Јас одговорно од оваа позиција сега, како твој гостин и како прв човек на телевизијава, можам одговорно да ви кажам дека едно денарче не сме добиле нити од СДСМ како партија, нити од компанија блиска на СДСМ, нити од владата, нити било каква помош. Тоа е, повторно ви велам, на некого му одговара да ме врзува. Не одеше од СДСМ ова партискава
партиските спотчиња сега за 2 години. Па одеше на сите други Канал 5, Телма, Сител, на сите телевизии што одеше и кај нас. Со тоа што кај нас имаше помал медија план од другите телевизии. Другите телевизии другите ако заработеа, огласувачи идат и по други медиуми, тоа не е... сите одат по други медиуми, само се ствара една фама непотребна Бојан, во момент. проектот Инсайдер. Да. Толку рекламирање, споменување имиња и тоа за добар не еден дел од јавноста беше исто обид за рекет и емисијата ја снема, освен една. Што стана со проектот? Се откажа? Па знаете како не се откаже Дранка, го одложивме поради големи притисоци. Тоа е најискрениот. Молам? Од кои притисоци? Од кои Па, центри? од многу притисоци. Сега знаете тука кога имате транскрипти од разговори како некој би го нарачувал ликвидација, јас не сум го кажал се, нити пак сум го предал на органите на прогонот, но се уште немаме никаква реакција. Се надевам дека ќе има расветлување на тој случај. За некој да побара моја ликвидација, тоа е сериозна работа. Многу посериозна од сите овие, дали рекла казала, од другите разговори. теми и проекти што беа споменувани, Имавме големи притисоци. Морам да признаам дека тука влеговме малку малку неподготвено. Зошто? ова е искрено веќе. Да, па неподготвено сме влегле. Тоа Затоа е вистината. што на вистина Тоа беше немаше вистината. време. Ние имаме се уште многу теми кои што не сме ги појавили на екран, а поради импровизацијата на првата, па потоа нели ја доправавме, решивме дека ќе направиме пауза, ќе се консолидираме, ќе видиме до каде сме, што сме, ќе го продолжиме. Сега е веќе дали крај на ангажираш телевизиска посебен сезона. тим, ние тоа говоревме дека за тие емисии треба посебна екипа која ќе биде максимално посветена. Да почекаме да дојде новата програмска шема и доколку се најде простор, доколку сметаме дека е паметно, сега ќе размислуваме повеќе, ќе броиме повеќе пред да кажеме, но може да ни опростат на неколку грешки. Не е страшно, прва година ни е од телевизијата. Како? Кој си признава, половина му се простува, така вели. Така е. Со оглед на тоа какви свени работи не се случуваат во оваа земја, мислам дека ние сме најмалку грешни. Но не и се. Ако сметаме дека имаме простор, ќе продолжиме Македонски инсайдер, но во секој случај на програмата на 1 ТВ септември ќе има многу Што е планот Многу од нови септември? содржини. Еве, ова што е маратонско отворено студио кое веќе скоро 9 месеци функционираше. Летниве месеци, добро, Вимбелдон веќе се најавува. Да, почнува од понеделник. Што идеи имаш за Па еве, од септември? утре е е финалето Звезда на број Звезда еден, да. број 1 во Македонски народен театар. Тамо се спремаме, инаку главната награда е стан во Скопје, компанија приватна го има обезбедено станот, главниот спонзор на шоуто, преку Art 10 продукцијата, ќе има многу звезди, Тамара Тодеска председател утре на жирито. Поради тоа, поради мојата мината работа, можеби јас ќе се појавам утре во улога на жири, да не ве чуди, да не ги нервирам многу другите, али тоа е мојот позив, Нема да ме на чуди, крајот на бидејќи денот. естрада да е дел од тебе. Ме чуди, бидејќи И беше имаме- ти дел од оние реалити шоу во Белград, Така да. а во телевизијата што ја отвори, немаш такви Па јас емисии. сум проценил со текот на времето што е добро, што е лошо. Односно сум видел што е со добар вкус, што не е. Јас сметам дека јас сакам да изградам еден медиум кој што ќе биде сериозен. Ја не вложив во турски серии и во ефтини други програми, кои што ќе беа многу поприфатени од публикумот. Па тоа се покажува по Да, по истражувањата. бројките. И јас вложив во сериозни новинарски имиња или како што ве нарекуваат сите вас, новинарски звезди. Вие сте за мене најголемото вложување, поради тоа што да ја вратите Јадранка Костова на екран, за мене тоа е голема работа. Или Саша Ордановски да има своја програма, или Александар Чомовски, Ацо Кабранов, после толку медиуми да биде главен и одговорен уредник на оваа телевизија, е вистинска привилегија. Боријан Јовановски, исто да не го заборавам, Анета Кочишки, тоа е тим во кој што Мене е ме изненади кога вложила се јави, телевизијата. затоа што ја имам 16 години сум вон телевизијата, Али но мислам дека самиот вистинска- тим што го спомена, И мислам беше дека- некој предизвик, а постојано нагласуваше дека тешко со суетите наших излезат на крај. За овој период го Па виде дека тоа. вашите суети се тешки, се тешки. Во која смисла?
Па во смисла на тоа дека новинарите се чудна каста. Ама соработуваме коректно, мислам. Ние супер соработуваме као тим. Нашата група Уреднички брифинг функционира одлично. Така е. Она што ми е многу драго е што сите овие месеци покажавме сериозност и го задржавме нивото. Поред целата пропаганда која што се прави против телевизијата, достоинствено до самиот крај, ова е практично вечер последното интервју во студио 1 за оваа телевизиска сезона, останавме доследни на нашата кауза дека ќе бидеме професионални, неселективни и на ниво на својата задача. За од септември планираме да ја збогатиме нашата програмска шема, ќе инвестираме малку во подобра серијска програма, во малку подобра забавна програма, малку по светкави шоу програми кои што им фалат на нашите гледачи. Дали планираш, пошто нели работи во тебе тоа и оној естраден дел, но и желбата, Кај мене Јадранка не работи естраден дел. Па има една жичка на, еве, и на, како да кажам. Ја нема да ја крстам таа естрадна. Знаете зошто? Знаеш зошто? Сега еднаш персирам, добро, еднаш не. Зошто нема да ја крстам естрадна? Поради тоа што вистинската естрадна жичка ни се случува секојдневно во политичкиве игри. Дали планираш емисија да може би ќе водиш се случи, може би не. Јас знаете како, ја планирам нешто да направам, но ќе бидам повторно несериозен ако било што кажам, а состојбите се менуваат од ден во ден. Она што ми е многу важно е телевизијата да чекори по овој вистински пат, вработените да бидат спокојни и мирни дека вистинските лидери не се одгашуваат така лесно. Препреки мора да има, препреки секогаш постоеле и секогаш ќе постојат. Но кога имаш чиста мисла, кога си убеден во својата намера, во своите дела позади тебе и кога знаеш дека ти не си така прљав и немаш таков путер на главата, можеш и мирно да спиеш и да го планираш патот за понатака. Секој од вас за отвореното студио, кој ме прашуваш дали ќе продолжи, секој од вас од септември, доколку се остварат сите замислени идеи, ќе има поинаков формат, поинаку ќе се појавите на телевизија и мислам дека ќе бидеме повторно освежување и повторно ќе зададеме нови стандарди, поради тоа што ние реално зададовме стандарди. Денеска кога ја слушав статистиката која што ја правиле младите колеги во 1ТВ, дека овдека поминале во ова студио над стотици и стотици гости, дека имаме секој ден значи по 9 часа отворена програма, тоа е просто незамисливо за други телевизии. Она што ќе внимаваме за од септември е утринската програма, која што сакаме да ја направиме добро. Имаме доста фалинки, имаме доста моменти кои што треба да се подобрат, но да не го забравиме фактот дека постоиме само една година и неколку месеци, а за една година и неколку месеци другите медиуми не може да се пофалат со ваквите бројки и факти. 22 часот и некоја минутка, реков дека сметам, иако си собственик, не би требале да продолжуваме со терминот. Што би, значи, ти си убеден дека од сета оваа врева за рекетарството нема да биде ништо, дека телевизијата продолжува понатаму, што би им порачал? На кого ме прашуваш, Јадранка? На оние кои сметаш дека лиферуваат вакви лажни информации. Така. Или на јавноста, еве, на оние што не гледаат на крајот. Јас само ќе ги охрабрам сите оние кои што се платени во оваа држава да си ја работат таа работа, односно својата работа. Тоа се сите институции, сите органи на прогонот да си ја работат својата работа и целосно до крај да го истражат овој така наречен случај со 1ТВ и со мене како прв човек овдека, целосно до крај и повторно да повторам, да не заборават сите оние кои што нанесоа штета во изминатиот период, дека оваа штета, јас не сум човек кој што ќе изиграм жртва, но ние реално имаме секојдневна штета од сега ова.
но нема да бидам жртва, затоа велам дека ќе го издржиме целиот овој период. Дека ќе мора да понесат одговорност Во за која целата смисла? Па ќе мора некој да понесе одговорност поради сите овие шпекулации кои што реално носат штета и кои што не прават да ни прават притисок, не можеме да функционираме како медиум. Ниту новинарите сите работиме под притисок. И да не заборавиме, Дранка, дека ни една телевизија до сега немала волкав притисок и волкави напади Јас се како што е согласувам ЕДН ТВ. затоа што сум работела во повеќе телевизии, биле мета на напади, но ова е од почетокот на моменти Почетокот навистина метено во око. Да. ми е изненадувачки, особено од кои јас имам- адреси тоа доаѓа. Иако, како што реков, се е тоа легитимно, но формата и начинот на кој се прави, еве ме подсети дека дневниот фокус Никола кога го отвараше Младенов, која стави куќата под хипотека, зема кредит, Миленко Неделковски излезе на Канал 5 и кажуваше во овој стил исто чарчиски дека црни пари преку не знам кои канали, Да. кои бизнисмени. И он велеш овде едноставно не знаеш како да парираш на нешто што не држи вода. Има Јас неколку покажував методи. Има неколку методи. Тие методи се следни. Околу нападите кажав дека оркестрирана вака хајка против друг медиум немало. Дека треба да го издржиме, треба. Дека јас сум свесен дека од првиот ден сме трн во око поради мене. Да, поради брануваш тоа што секогаш. јас сум таков каков што Таков сум. си, така е. Јас сум сакал да се дистанцирам од имиџот на телевизијата, но некако и не можам поради тоа што на крајот на криштото тоа што го гледате дека јас сум го створил некако. Да, добро. Но и поради сите вас, поради тоа што и вие имате сериозни имиња позади себе. Позади оваа телевизија стоят сериозни имиња како што се сите ваши имиња, а не баш сите се срекни што сте вие сите заедно во еден медиум. Тоа овој медиум го прави силен и влијателен медиум. Но таа сила и влијание ние не ја злоупотребивме во ниеден момент. Како имаме начин да се справиме со сето ова? Едниот начин е ова што го имаме досега, да бидеме внимателни во своите настапи и да чекаме овие кои што имаат намера оркестрирано, конструирано и тенденциозно да ја прават оваа хајка, да ги почекаме. Ке продолжат, предпоставувам. Нека продолжат Нема да и да не одговараш. заборават сите оние кои што сакаат да на некој начин да го дискредитираат моето име, да ме ставаат во контекст на некакви мои криминални дејани и се останато, дека еден од клучевите од Пандорината кутија во моите раце. Е, тука да завршиме. Не те подпрашувам што подразбираш под Нема ова. ни да одговорам. Предпоставувам. Да. А Бојан, благодарам за интервјуто. Благодарам, Јадранка. Се надевам дека гледачите што следеа разбраа некои работи. Дали? Дека ќе има шпекулации после овој Сигурно, настап, ќе има. сигурно. Секако, јас се Тоа надевам биди дека ние сигурен. бевме сосема коректни. Јас и затоа ти реков да ме прашаш што сакаш, не се договаравме, да Не. бидеш со мене целосно. Апсолутно. Искрена? Јас кога Односно- доаѓав овде, беа муабетите дека овде се не знам кој собственик, дека на црно се даваат пари. Значи, сакам да кажам дека тоа допира до луѓето и еве, искрено, Не е се така одговорно црно, не е се говорам дека покрај нели хонорари кои идат преку авторска со платени даноци, давачки, за себе можам да кажам дека имав слободата На говор? на новинарската работа. Секој овдека е платен на сметка од За други првиот ден. работи не знам. Значи, јас не сум од оние што кај што не сум била сведок, не можам да знам, нити имам поинакви докази. Така е. Благодарам уште еднаш. Да се заблагодарам и на гледачите кои не гледаа, значи следува една летна пауза, што ќе биде од септември. Вие останете и летово на фреквенциите на 1 ТВ, тоа е вистинската фреквенција. Од мене пријатно.